Капиталните инвестиции се 390 милиони евра во буџетот на Република Македонија, од кои што овие 23 милиона и 500 илјади 23 милиарди и 500 милиони денари предвидени во буџетот, 12 милиарди денари се кредитите кои што се однесуваат на железниците и на гасификацијата, а останатите 11 милиарди и 300 милиони денари или без малку 200 милиони евра се сами сопствени буџетски изворни приходи. Во севкупните капитални инвестиции најголем процент учествуваат железниците, гасификацијата и патиштата. Тие се најголемите капитални инвестиции. После тоа останати капитални инвестиции во државниот буџет се училиштата, детските градинки, водоводите, канализациите, амбулантите, болниците, одредени административни згради на МВР, на одбраната и сите други институции од областа на културата и така натаму и така натаму. Во севкупната реализација најголем дел на нереализирани капитални инвестиции се во делот на железницата и гасификацијата. И тоа се актуелни моменти кои што ги знаеме сите. Стопирањето на гасификацијата подводно е најголемиот проблем за реализацијата на капиталните инвестиции во делот на гасификацијата, кој што по пат на диалог, важноста за животната средина, го разговаравме со месеци за да имаме инклузивен процес и е решен и се гради. Се гради на 3 делници од оваа голема делница која што води од према Скопје, Гостивар и Тетово, а паралелно и на втората делница која што води према Прилеп и Битола се гради гасификацијата. На крајот на годината стигат завршните и времените ситуации кои што се изведбите и очекуваме на основа на тоа тој процент од капиталните инвестиции да порасне во реализацијата. Во железницата конечно се одблокирани процесите. Од 2014 година првата фаза од железницата е застаната. И застаната е со конкретни, сериозни причини. Проектните документации, проектните единици. Се одржаа преку 50 состаноци со Европската банка за обнова и развој, со Македонски железници инфраструктура, подпредседателот на владата за економски прашања, министерот за транспорт и врски се, и конечно е одглавена и се гради. Денеска се отворени понудите од сите понудувачи за втората фаза, каде што ни е грантот од 70 милиони евра, затоа што и тука е и тој дел калкулиран во севкупните капитални инвестиции. Јас верувам откочувањето и на проектот и севкупната реализација на железничките, изградбата на железничките пруги, ќе биде доволен мотив и причина за раст на капиталните инвестиции во тој дел. Во делот на изградбата на патиштата, пред се мислам на регионалните магистралните патишта, имаме зголемување од 22%, од 12%, од 17%, зависи од месеците кои што се споредбени со месеците од лани, и овде имаме сериозно раздвижување на капиталните инвестиции. Во делот на помалите капитални проекти, реализацијата на капиталните инвестиции е најмногу застаната заради немање проектна документација, која што е изготвена во сите овие 9 месеци позади нас, а ја немавме, за градинки, за училишта, за водоводи, за канализации и за болници, амбуланти, каде што треба во рурални, урбани средини и слично, е направена и буквално во владата имаме преку 100 проекти за водоводи и канализации, кои што веќе се пуштаат, дел преку транспорт и врски се градат, и тука е максимална реализацијата за програмата кој што за водоводи и канализации. Веќе обезбедивме дополнителни и ни потврдија 55 милиони евра, 12 милиони евра имаме неискористени средства, за да можеме да го обрземе тој дел на изградба на капиталните инвестиции. 30 милиони евра добивме за ран детски развој од Светска банка и дополнителните наши буџетски пари на готови документации ќе продолжи изградбата и на детските градинки. Во училиштата, конечно, после првото полугодие ги ослободивме постапките. Тендери се распишени, очекуваме со нивното завршување и влегување во работа да стигнат и првите плаќања по времени ситуации за училишта и спортски сали во рамките на самите училишта, кој што е дел од програмата за капитални инвестиции во Министерството за образование. Тоа што треба да го знаеме сите е недоволната проектна документација и нерешените имотно-правни односи се најголема пречка за тоа. И точно е, кажувавме каква состојба затекнавме, но веќе имаме проектни документации, тендери се распишени по цела Македонија и јас верувам дека ќе расте процентот на капиталните инвестиции. Инвестициите севкупни во Македонија се задоволителни. Сакаме да ги има уште повеќе, правејќи паралела со последните 3 години се за 205% поголеми.
Во првото полугодие од 2018 година се 327 милиони евра странските инвестиции во државата. Домашните инвестиции се зголемени за некои 12 до 17%, зависи кој квартал правиме споредба. Сето тоа е индикатор дека економијата заживува. Јас знам дека со поголем процент на реализација на капиталните инвестиции ќе и помогнеме на економијата да заживее и очекувам до последниот месец, буквално до 31 декември, имплементацијата и реализацијата на капиталните инвестиции да биде голема.